Почитувани, добро вечер во уште едно издание на Само вистина. Вечерва, како што најавив и пред малку во вестите, ќе дебатираме со господинот Мирослав Грчев, кој е координатор на групата во Министерството за култура, која што го, да кажам, чешла проектот Скопје 2014, и господинот Филип Петровски, поранешен директор, една од функциите ваши, поранешен директор на Архивот на Република Македонија, неку во ВМРО ДПМН. Добре дојдовте двајцата во емисијата. Ке говориме така за проектот Скопје 2014 и сега кои други актуелни прашања во моментов. Господине Грчев, вие сте познат во јавноста со вашите изјави во однос на овој проект. Една од последните што ја паметаме дека ќе соберете, ако треба, и ваши пари за да се дислоцира споменикот Војн на конј, па еве прашам, и собравте ли парите? Не реков дека ќе соберам пари. Реков експлицитно дека јас ќе донирам за демонтажата на споменикот, доколку државата нема пари да го направи она што мора според законот да го направи. Пошто гледате, тоа прашање се појавува на еден апсолутно контрадикторен и абсурден начин, прашањето на чинењето. Домакинлакот, пословичниот македонски домакинлак се појави после 10 години безумно трошење, незаконско трошење на работи кои што се вон памет, вон процедура, вон закон, значи по логиката на трошење на јавни пари потполно непотребни, по логиката на оправданоста или законитоста на трошење незаконски. И сега од кога се потрошија, да речеме, 700 милиони евра. Имате точна бројка на... Знаете, тоа е една планина документи и еден огромен број на протоци на тие пари што истекувале од на криминален, на обскурен начин, нетранспарентно или јавно, од буџетот на Републиката, така да таа сума се качува од ден во ден. Сега е со проверени документи над 700 милиони, а јас типувам дека таа сигурно ќе ја надмине милијарда евра. И сега сакам да кажам, практично не стана збор ниту институциите кои тоа мора да го направат, ниту институциите кои што мора да вршат контрола на трошењето на тие пари. Не само контрола како се трошат, туку и контрола на сврсисходноста, за што се трошат. Сега наеднаш сите се загрижени, колку рушењето на тие криминали, на тие дивоградби, односно демонтирањето и дислоцирањето, колку ќе чини. И сега тука наеднаш растат печурки, облаци, мистифицирани, дека тоа било нешто неверојатно многу. Но факт е дека во таков случај, господин Грчев, не знам дали ќе се согласите, а што се потрошиле толку многу пари, сега дополнително ќе се трошат средства од буџетот кој што и онака кубури со средства за демонтажа. Односот на средства кои што се трошат е 1:100, во некои случаи 1:1000. Во смисла... Но што со потрошените пари? Не, чекайте да ви објаснам. Бадијала ли отидо? Значи, гледайте, колку чини, да речеме, клиничкиот центар? Не да се изгради, него воопшто да постои. Или колку чини полицијата? Колку ја плаќаме? Сакам да речем, за да владее правото, за да ја заслужиме секој ден Републиката, слободата, демократијата што ја имаме, тоа се плаќа од буџетот, нели? Во овој случај се работи за поправање на една тешка злоупотреба на државата, на државните органи, едно киднапирање и злоупотреба на просторот, уништување на нашите меѓународни позиции, на нашиот углед. Сите луѓе од професијата што сум ги сретнал за овие 10 години ме гледале со, како да ви речем, како некој да ми умрел. Ме жалеле како да во меѓувреме ме фатил Алцхаймер, како да ми течат лиги. Значи, тоа е во професијата, унисоно, во Европа и секој што го видел на другите континенти, Скопје 2014, тоа е за најголемо пропаѓање на достоинството и угледот, губењето на смисолот на нашето постоење како култура,
Значи, ништење нашиот културен проект, кој ќе видат дека со државни пари, ниво на државен проект е направена една таква свињарија. Сега само да ја завршам мислата во врска со вашето прашање. Секако тоа треба да се поправи. Која ние треба на светот да му покажеме дека сме само корективна демократија, цивилизација. Но што правиме, господине Грчев, Сега на голем број на граѓани на кои што им се па тоа е допаѓаат овие скопо. градби? Не очекувате ли дека ќе има многу негативни реакции, подимнување на тензиите, ако се дојде до ситуација да се отстранува споменикот Војнот на Конја, споменикот на Филип? Без друго. Гледайте, ако за големите криминали се прашуваат луѓето, би се свија тоа, за кого навијате? За Ал Капоне или за неговите жртви? Не се знае каков ќе добиете резултат и каква е тоа цивилизација. Тоа е правда, нели како беше тоа, источно од Пекос или западно од Рио Гранде. Еве го гледам господин Петровски, цело време се врти нешто лево десно, не се согласувате Да си одам јако не, пошто гледам дека имате интервју. Немаме интервју, јас чекам од вас, ајде. Гледайте, не се сложувам, Не извинете, имам сосема поинаков став. Но бев коректен, не прекина во ниеден момент. Се надевам дека тој ќе биде стилот, а инаку можеме и друг стил да примениме, воопшто не е спорно. Значи, ако има криминал, треба се докаже и треба да одговарат тие што направиле криминал. Не знам дали украле 100 евра или 100 милиона евра, не знам. Значи, сите зборуваме, има ваму криминал, онаму, меѓутоа нема ништо конкретно. И јас јавно кажувам, и од мојата партија, ако има криминал, треба да одговарат луѓето. И не треба да има двојни стандарди. Треба да важи за сите. Но нема само една димензија Скопје 2014, железо и бетон. Има и други димензии. Има пошироко значење за најголем дел од македонците во Македонија, но и во целиот свет. Затоа што ние сме како нација во многу нешта негирани, постојано сме под пресинг, постојано сме доведувани во ситуација да се откажуваме од нешто, постојано нашата држава е во опасност, постојано одредени елементи ние откинуваме од нашата свест. Ќе потсетиме на државното знаме. Колегата е автор на новото државно знаме од 95-та година. Значи, ние све нешто се откажуваме. И ние немаме право да дигнеме споменик на Гоце Делчев. Ние немаме право да дигнеме споменик на гемиджиите, на ќосето. Значи, тие димензија можам да ги дискутирам и сакам да ги дискутирам, бидејќи ја не сум архитект и не ме интересира дали железото и бетонот и дозволите и оградите се проблем. Тоа нека го решава државата и има за прогон своји инструменти. Но да видиме што е со символиката. И зошто да ми се уништи символиката на еден Александар Македонски, кој што не го Веруваше викаат. дека би можело да се тргне од плоштадот Македонија споменикот Војнот? Ако се трга терористички, како што се тргна ќосето во 4 сат ноќе, може да и ќе успеат на брзинка како направат, да оградат, да донесат специјалци и така натаму. Но тоа ли е правна држава? Зошто се тргна ќосето во 4 ноќи? И зошто кога го тргна, нели донесува таму тоа како се викаат кранови и механизација, не го тргнаат преку пута Хасан Приштина? Знаете што? Немаме со двојни стандарди. У Чаир имаме два двоглави орли дивоградби. На влезот кај полициската станица веднаш до тоа чаршијата и кај Порше Македонија има двоглав орел. Тие нели ги гледаме? Хасан Приштина нели го гледаме? Веднаш преку пате. Како не се во... Ама што има врска тоа? Сега правда за Скопје 2014, а Див Запад за све друго. Ајде да примениме еднакви мерки, методи, еднаков пристап кон се. Или нешто не смееме да чачкаме. Од таа страна не смееме да чачкаме. Зошто? Они имаат карта на голема Албанија поставено среде Скопје. Никој не реагира. Дали е ова поделба на територии, разграничување? Колку џами има дивоградби во Македонија?
Господин Грчев, ајде да расчистиме сега за сето ова што се најавува дека ќе бидат дислоцирани. Вие имавте и вие повеќе изјави во јавноста споменици. Дали се работи заради тоа што биле дивоградби, заради тоа што се потрошило повеќе пари од што требало? Што е суштината на проблемот во целава ситуација, да им објасниме на граѓаните, бидејќи ова лошо се восприема во јавноста? Ќе ви објаснам прво методологијата според која што работи ова работна група, нели, со која што координирам. Таа е именована од министерот за култура за да во име на министерот и министерството за да ги испита сите околности и да обезбеди методологија, да обезбеди докази, да обезбеди документи за тоа како се трошеле парите, односно како се направило тоа што се направило. Сега гледайте, поради обемноста и поради одговорноста, значи ние мораме со секој елаборат, решивме заради тоа да идеме споменик по споменик, односно случај по случај, а не да ги гледаме на куп паушално и да донесуваме несувисли одлуки, одиме еден по еден. По логиката по која што се донесувале одлуките, потоа се распишувале тендерите, значи кои тела стојат зад одлуките. Што е она што е главната причина зашто евентуално би биле отстранети? Тоа ве прашувам. Гледате, нема главна причина, особено не за овој огромен злочин. Се работи, која ќе земете да кажеме, еве само надлежноста. Законската надлежност да подига споменици ја има само Собранието на Република Македонија. Значи, со сите овие споменици... Тоа го подигна ќосот? Собранието ли го подигна? Не. Значи, вие зборите за... рековте дека нема да ме прекинувате. Се извинувам. Значи, пазите, ова е многу важно. И јас секогаш инсистирам да во причините, односно аспектите со кои што се докажува што било и како било, да се стави на прво место надлежноста. Кој орган ги троши парите, на кој начин, по која процедура, според кој закон. Не е тоа ситничарење. Во тоа се содржи самата суштина на овој голем злочин. И таа значи сите споменици се изведени со заобиколување, односно суспензија на законското право да одлучува за спомениците Собранието на Република Македонија. Знаете што значи тоа? И сите ви кажат, па да, у законот за меморијални споменици и спомен обележја, кога ќе го кажам тоа дека е суспендирано надлежноста на Собранието, тргната е на страна, и за нешто за што Собранието одлучува општина, министер, градоначалник или некој друг извршен орган, тоа ви е исто, и тоа се обидувам да го направам, таа аналогија, која што е повеќе е хомологија отколку аналогија. Замислете да со програма за уредување на градежно земјиште или програма за урбана опрема, како што се поминувани, програма за спомен обележја, да некој од нашите општини изгради зид од 6 метара, како израелските или Трамповиот зид, на кој што ќе остави контролирани влезови, каде што ќе стави царина. И ќе рече, па ова ние го правиме, ова е урбана опрема и ние го правиме со програма за урбана опрема. Добро, еве вие секако можете да најдете милион причини, меѓутоа, еве ве прашувам сега, бидејќи тоа само ова да види, дали тогаш во таа ситуација со исто незаинтересираност за дерогирање на надлежноста на Собранието да одлучува за споменици, ќе се зборуваше на ист начин. Пошто само Собранието може да за границите на Република Македонија, за сувереноста, за територијалната организација. Ова да се случи, па сите полиции, војски, целиот народ ќе се крене. Сега нема везе. Бемек, ајде да видиме нешто, ова што го рековте, професоре, не е ништо за обиколување на... Бидејќи цело време се зборува дека бил криминален проектот, се потрошиле многу пари, сега одеднаш испаѓа дека не знам кој ги поставувал, а не требал така да ги поставува. Меѓутоа, она што во јавноста преовладува како незадоволство е дека на некој начин можеби имате отпор, еве не знам јас, прашувам, кон овој проект Скопје 2014, бидејќи се работи за еден идеолошки концепт поразличен од концептот, да речеме, левичарските уметници. Дали тоа би можела да биде една причина со оглед на тоа го сондирам на вашите изјави што ги давате во изминатите години?
Тоа е мое мислење, јас сум го Вие образлагал, кажувате дека сум со го Динабит треба пишувал. додека во изградба да се сруши споменикот или отстрани споменикот на мајка Тереза. Затоа велам, кога се даваат вакви изјави, Гледайте, со мајка Тереза се зборува, не е во прашање идеологија, туку она претходното што ви кажав, говорам комплетно се за работи за сурово прекршување и киднапирање и уништување на јавна сообраќајница, на која што според сите закони и уставот имаат право и власта мора да им го овозможи тоа право да одат на пристапност, тоа е земјиште за општа употреба, сите граѓани. Сега наеднаш во една обскурна процедура која што е потполно вон сите закони, се крадат пари по друг основ од буџетот и се гради нешто што некој со брата Рој, со Груевски го договарале негде во кафана на пиче. Меѓутоа, идеолошки што го спомнавте, иако гледам соговорникот веќе рачуна дека сум Само вие имаме водител. повели. Имате ли Гледайте, само да ја завршам оваа Нешто ми иде Тифани зградата во глава, кога зборуваме. идеолошки Ама ќе образложам. се да, слободно. Идеолошки, ова е класичен фашистички проект. Дали е за- класичен фашистички проект? бе, Класичен Петровски, фашистички за вашиот проект. став? Сега ќе го завршам ова со идеја да се направи Што да се комплетно јавно ребрендирање, да се поклопи државата со партијата на власт, со ВМРО, и со истиот механизам за завладување на јавниот простор и завладување на сите други простори во државата, тоа така го правеа со истата процедура и Хитлер и Мусолини во класичните големи фашизми и нацизми. Овде кај нас е тоа минорно и меко. Ова сакате да кажете, го споредувате Чист. Хитлер и Мусолини со Груевски? Да, проектот е фашистички проект за ребрендирање и вистинска преродба на Петровски, нацијата дали за вас и за Груевски, Хитлер стопување и на Мусолини партијата е на како власт што во може? државата. Може, еве, Може да кажам. јас не знам зашто чекаш, можеш слободно да си го кажеш значи, што поставивме джентлменски пристап, инаку претходната емисија беше сосема поинаква. Тоа зависи нели од соговорникот. Не гледам каде имаме фашизам во поставување на Гоце Делчев покрај мостот. Или дигање на музеј на македонската борба за осамостојување. Ако е тоа фашизам, сега не ме прекинувате. Не, само суфлирам. Многу бев трпелив. Иако вака ми вриеат све што кажувате. Петровски, сепак да го смениме правилото, ова е дебатна емисија, сега не можеме да читиме, ако си имате вие ваши Оваа емисија е многу позиции. гледана, гледам дека врие Во ред, социјалните меѓутоа мрежи можете врие денеска. секако да си во да очекување. дебатирате, тука сте Ќе викнете си да кажеме дебатирате. ние сме да сепак правиме интелектуалци, ќе си монолози, кажеме. Не се монолози, фрлени се тези, очигледно дека имаме сериозно различни позиции по идеолошки пристап кон работите, но нема да објаснувам политичка теорија, само прашувам Гоце Делчев, Даме Груев, Самуил, па ако сакате ги миџиите, а зошто не и Филип и Александар? Зошто некој друг да има ексклузивно право да ги гради 30 споменици, а ние не? Не знам сега дали ќе спориме димензии, големи се, мали се. Зошто ние да ги немаме? Кој е тој што може на мене да ми докаже дека грците се наследници на таа славна историја или неславна историја, генетски или историски, бидејќи не постојат линии кои што тоа може да го докажат. Напротив, постојат докази кои што тоа го негираат, а кај нас делумно го потврдуваат. Е само една мала дигресија. Откриени се во 2015 при археолошки ископувања монети на Александар и на Филип во Скопско и во Кумановско. Значи не се откриени доле во Струмица или во Гевгелија или не знам подолу после границата која што знаете како е поставена 913. Туку тука. Зошто тоа да го нас да ни биде срамота тоа да го кажеме? Зошто си го земеме сами тоа право? Мислите дека со отстранувањето на спомениците тоа право се одзема? Јас мислам дека оваа идеолошка номенклатура која што сега владее е, ако оваа била претходна фашистичка, оваа е на квадрат и плюс брутална. Познато е дека крајната левица знае да биде многу по-брутална од фашистите, или па тоа веќе станува едно те исто, а и во принцип крадецот секогаш вика држте го крадецот, па овие биле фашисти.
И нема да се сложам. И со индигнација отфрлам. Никогаш нема да прифатам дека поставување на Гоце Делчев или, не знам, Јане Сандански или Даме Груев или на незнаен јунак фашизам. Дали има нешто во бетонот и во мермерот и во другото, има да си откриете и да докажете, и ако е така, ќе кажам, браво, најдено е, овде е потрошено тоа што не требало да биде потрошено, или перено е пари, или не знам што е правено. Но во спротивно, ова е политичка интервенција во националното чувство, кое што прави голема фрустрација кај македонците во Македонија и во цел свет, и го создава една нервоза која што не може да води на добро. Може да донесе само до изблик на уште поголема нервоза и до судири. Ја мислам дека тоа на нас не ни треба. Секако дека никој на никого не му ускратува право, дури и добро е, секоја наредна власт убаво да ја провери претходната, за да се воспостави контрола на народни пари, дали требало нешто, дали не требало. Но ова што го покажувате позади, ќосото во 4 сат ноќе да го дигаат, тој бил убиец. Без ниедна дебата е прогласен човеков за убиец. Никој не нуди ниту еден доказ за тоа, иако има мощни, интересни, историски елементи за тој човек, кои што се значајни по мене не за ВМРО ДПМН, туку за македонците. Зошто ние да немаме наши приказни, наши легенди, наши верувања, нека се и лажни. Пошто грците да не се наследници на Александар Македонски, па по цел свет ќе се тепаат со македонците, денеска ги гледа во Австралија. И да на судир. Значи тоа е нивниот правец. Зошто нашиот правец, кој што не е агресивен, ние немавме агресија, нити најавивме дека ќе менуваме, извинете, значи никој не најави дека ќе менува граници. Никој не... Што има врска како се вика Скопскиот аеродром? Што има врска како се вика Солунскиот аеродром? Се вика. Чекајте малку, сега. Што има врска како се вика Солунскиот аеродром? На едни на други, и ние од внатре со брутален пристап кој што верувајте мора да роди реакција и раѓа реакција. И таа реакција ќе биде секој ден се пожестока. Да не Тоа ја на нас повикувате. Како? Да не ја повикувате. Јас ли? Не, прашувам. Немам потреба јас да ја повикам. Вие разгледајте ги социјалните мрежи, видете како размислуваат македонците, реакцијата е тука. И тоа не чини. Значи мора да се најде начин тоа да се спушти како тензија. Вие треба да докажете дека како структура, како комисија, не знам што сте, советодавно тело на Ладјозовски, имате правичен законски пристап кон сите споменици. Тргнете го Хасан Приштина. Обработете го. Докажете дека не зафаќате само по македонската гордост. Ајде да дебатираме за Хасан Приштина. Дали е поставен по закон? Или, па ако сакате до него оној Скендербек. Гледайте, можам да дискутирам вака само за елаборатите кои што не се готови. Еве, за мајка Тереза. Ја мислам во врска со... Не, мене ме интересира Хасан Приштина. Со ВМРО-вската историја, не ВМРО-вска историја. Со револуционерите, мајка Тереза, нема врска. Меѓутоа, таа Волам беше... да не карикираме. Океј. Не е ВМРО-вска историја, тоа е македонска историја. И Ви благодарам, господин Грчев и господин Петровски. Покуса пауза за реклами и ја продолжуваме дебатата. Вечерва дебата со Филип Петровски и Мирослав Грчев. Ве прекинав на рекламите, повелете. Требаше да одговорам за репликата на соговорникот во врска со тоа дали што е фашизам. Тој не се слага дека фашизмот уствари не може да се види во изборот на споменикот, односно на личноста која што тој споменик ја слави, како што е Гоце Делчев. Се разбира дека мојата теза дека целиот овој проект е со фашистичка идеолошка подложка и дека има многу елементи од таа иста фашистичка тоталитаристичка пропагандна техника со која што се прави практично подјармување на целото население преку поистоветувањето на партијата со државата. Тоа се прави преку окупирање на јавниот простор.
и пропагандно јавниот простор како информатички простор, како медиумски простор и јавниот простор како простор на градот. Значи, таа техника со која што да речеме Мусолини од првата куќа Каса дел Фашо ја прави со псевдокамбанарија на место на плоштад, каде што како католичката црква, кога таа беше апсолутна власт во средниот век, истата техника на киднапирање на јавниот простор и потоа преклопување на символите на партијата и на она што партијата го слави како свое, со тоа киднапирање, а потоа заробување, злоупотреба, се наметнува дека тоа што ВМРО го смета за свое или треба да стане општо македонско, односно државно. Така Хитлер, например, во првата година од власта, партиското знаме го направил државно. Ние немаме Хитлер, значи јас ви кажувам кога се зборува за аналогии или метафори, дека се гледаат само сличностите во техниките и во моделите, во образците со кои што тоа се изведува. Еве гледате, практично злоупотребата, крадењето и на акронимот ВМРО. Таа се краде од историјата на македонскиот народ и се прави партиски. Тоа е чисто фашистичка технологија на поклопување на држава, народ, земја, крв. Крадено ли и е тоа ова. од... Сега гледате. Сега веќе разидуваме. Земскиот лав, односно грбот земски, кој што излегол од средновековието како единствен символ хералдички, под кој што стои Македонија. грб на македонске земле во оригиналот. Македонските земји. Да, на Кај македонски. Матковски, да. Значи, тој е нешто што му припаѓа... Дали е македонски грб тоа? Гледайте, тоа му припаѓа... Еве ВМРО веднаш ќе се откаже нека го усвои државата историјата. за државен грб. Сега е доцна. На Не е крајот, доцна. на крајот од Втората Јас ќе светска почнам војна... иницијатива да се усвои Гледайте, државен грб, а да го смени партијата На грб. крајот од Втората светска војна Хитлер да се откажеше од свастиката за да стане државно знаме на демократска Германија е доцна затоа што веќе со криминално владење веќе го компромитираше знакот и го направи неупотреблив за Вие мислите за целиот дека народ. лавот е неупотреблив за цел народ? Неупотреблив е затоа што е толку години поистоветен со една партија и тоа партија која веќе го направи злосторот на заробување на државата, киднапирање на целата македонска држава, веќе го не ја направи кражбата. Значи, ако збориме Веќе за направи штетата, така да Ако збориме за компрометираше киднапирање на и државата, символот. тоа е процесот на приватизација во 90-тите години, кога беа украдени сите фабрики од работниците во Македонија, тоа го направи СДСМ. Значи 90% од капиталот кој што беше собственост на македонскиот народ и граѓаните во Република Македонија, една фашистичка партија за која што вие сега работите, тоа го направи и го одзема од народот и направи олигарси. А тие олигарси после на Бранко Црвенковски му носеа табла со шах, како ги вика 12-ка популарни. Сега, ВМРО ДПМН, јас сум многу одамна член, да не речам од дете, и скоро целата историја на постоење на партијата, никаде неам забележано инфилтрација на фашистички идеи. За мене неприфатливо да се каже дека е фашистичка идеја славењето на нашата историја од пред 45-та година. Затоа што по 45-та година... Тоа е крадење и поистоветување како да е партиска историја. Не е точно. Историјата на македонскиот народ е претворена во историја на ВМРО. Ама тоа е едно исто. Тоа тоа е исто. Тука се вика I rest my case. Okay. Во филмовите. Супер. Ако се чувствувате вие подобро, сега да ви објаснам зашто е едно исто. Не ВМРО ДПМН, туку ВМРО е исто со Македонија. И ќе ви го цитирам Стојан Христов од 33-та година. Познат американски писател пребеган од овдека во Америка, чии што книги биле во кабинети на американски председатели. Тој вели вака: за да обстои идејата за Македонија,
која што беше затворена 18-та година. Постоеше една организација која што се и наетеше и со крв го одржа отворено прашањето. Сите други решаваа однадвор, само една организација се бореше однатре. Таа организација, дозволете, е ВМРО. Таа организација ВМРО не е, се дозволете го, бореше со ама фашистите. професоре, дозволете, Сега ја ама попуст. може ли да си завршам јас? Океј. Значи, Ама сега ми упаднавте предходно. еве ќе се повлечам, имам многу јака концентрација, ќе продолжам кога ќе ми дозволите. Тоа ради возраста, инаку имаме докторски титули. Вие после да го прекинете, господин Дричев, да не испадне сега дека му забранувате. Ја не забранувам на никој, само барам да си докажам што мислам околу овие споменици, кои што со индигнација отфрлам дека се било како фашизам. Значи, ако го се вратиме на Стојан Христов, дека тоа беше организација која што дури со тероризам се бореше да го одржи отворено македонското прашање, но таа организација беше 45-та година избришана од македонската историја. И ВМРО-вците беа подложени на прогон. Досијата на УДБА од 45-та до 90-та, односно до 2000-та, како што се водени во Македонија, покажуваат прогони по 45-та година. Прогонети се и физички, но и од спомените историски, како и од спомениците. Ајде да се вратиме. И јас гледам дека, знаете, јас сум на темата. Значи, тоа е мој агол на темата. Дозволете, професоре. Тоа е мој агол на темата. Значи, Али ајде да можеме мој агол, да не, вие имате право да не се сложувате со мене, но ја имам право да не се сложувам со вас. Не, како фашизам. Велам Па 20 сега да не се го обвините цитирам за Тодор фашизам. Александров. Ама Со цитирајте Црн ѓавол ќе се сакате. врземе ако треба за Македонија. ВМРО-вците се бореа на страната на фашистичките И бугарски така да е. окупатори. И така да е. Не, така е сигурно. Се знаат имињата и поради тоа Дел од нив. ВМРО Беше прогонето од историјата. Прашање на огромен историски фалсификат и ужасна пропагандно силување. Не, заврши, па мајде, ќе продолжам во некоја. На целиот народ е што за ВМРО се зборува и пред периодот од 19-20 година. Што е тежок безобразлук и злоупотреба. Тоа е уште една од приказните на Кој? партијата ВМРО whatever, после тоа, која што зема и ВМРО што беше основано Во Солун? 19-20 година. 893-та. Каде гледате дисконтинуитет? Нема. Во што гледате ВМРО е дисконтинуитет? основано 20-та година од Тодор ја тоа Ансамблов го и знам. групацијата. Го знаеш. Јас го знам тоа. Значи не може да се зборува за ВМРО пред 20-та година. Тоа биле други организации со други луѓе. И така да е. Така е. така да е. Оваа организација. Зошто да нема континуитет? Значи ВМРО е познато по тоа што листом сите членови и симпатизери им се приклучија на фашистичките бугарски окупатори во Втора светска војна. И убиваа и колеа партизани, убива? комунисти, македонци кои што ја создадоа Сега оваа вие држава. правите фалсификат. Океј, значи Значи сега и вие правите да се интервенција во историјата. Не е баш гледајте, така. Тоа е токму така. Сега да се вратиме на сегашноста. Само едно Не. прашање. Да се вратиме на Спомениците не одразуваат сегашноста. Затоа што приказната со спомениците, а и со она претходно што го кажавте, не е фашизам, споменик. Јас ви реков, фашистичка е идеолошката подлога со која што државата, партијата со државни пари, спротивно на уставот и законите, во името на целиот народ, без да го праша, Ги зема сите фабрики во 90-тите. Му го наметнува проектот 2014 и сега гледајте, ако сте до докази за секој поединечно, имам Зашто? доказ За Гоце Делчев? дека е спротивно. Или зборите вие како Зборувам за Скопје за 2014. постаментите. Зашто зборите? За Скопје 2014. Тоа е темата. Колку сватив. Да, така сум повикан. Значи, за Скопје 2014 секој поединечен споменик е криминално дело. Било на Ова е владата, во овој министер, момент ова е парола. И тоа, еве сега ќе ви докажам. Ова е парола во овој момент. Прво, Вие морате паролите да ги претворите во нешто конкретно. Еве ви конкретно. По закон за споменици, меморијални споменици, спомен обележја, кој што е на сила за целото време од градење на Нема ли на споменици, Републичкото собрание донесено одлука за изградба на споменик на Александар Македонски во 70-тите години? Не, пазите.
Немате ли вие програма исто за споменици како градоначалник? Имам документи. Имам и јас ваши документи, сум ги гледал. Имам документи Што беше со кои спорно? што... Еве, господине Грчев, да направиме сега една мала дигресија, да се предложи во таква програма. Значи, гледайте. Што е разликата? Александар Македонски, да речеме, ја донесен со програма на Општина Центар. Во законот стои прецизно дека може да го крева, не само да одлучува, туку и да го подига само Собранието на Република Македонија и тоа да гласа со него со мнозинство, специјално заштитено и со она така наречено Бадинтерово мнозинство. Добре, ве ставете сега во собрание. Сега гледайте, ама како тоа ставете во собрание? Па еве да го легализирате споменикот, не знам сега криминалот е извршен, вие тоа го разбирате. За тоа треба да има веројатно одговорност ако имало криминал. Значи не само одговорност, во законот, пошто идеме по законот по кој што таа материја е уредена, стои во 25 и 26 членови дека тие што ќе го прекршат ова, надлежноста и другите процедури уредени за подигање споменик, не само тие сносат друга одговорност, туку спомениците се местото се враќа во првобитна состојба, значи како и секоја дивоградба, спомениците било да се бронзени, какви да се бетонски постаменти. Добре, ве прашувам конкретно. Значи тоа стои во законот. Не е моја работа да измислувам што да се прави со криминалните бесправни градби од Скопје 2014. Затоа што имаме закони кои што ја уредуваат материјата. И таа, и да речеме, патот на парите. Парите се украдени. Буквално. И за тоа има доказ. Доказот е во елаборатите, пишува со какви постапки се крадени. Вие тој да го истражувате? Како комисија? Пазите се, ја не влегувам во финансиската анализа. Меѓутоа има документи со кои што тие пари се префрлувани од буџетот. И начинот на кој што тоа е правен дава не само очигледен доказ, туку и јасна трага дека се тие земани така наречено ненаменски. Кога ненаменски, да речеме, споменик дигате, а велите од музејска дејност вади. Или од некоја друга развојна култура, што ќе рече, им краде од институциите кои пропаѓаат, видовме музеите протекуваат, течат, а неколку стотини милиони се извадени од нивната буџетска сметка. Што е, имате таму и во кривичниот законник, што значи ненаменско трошење, односно злоупотреба на позиција и крадење на пари. Така да, воопшто не е дискутабилно ова што го прашува господинот Петровски, дајте докажете она. Доказите се самите тие ги има куп, ние само ги покажуваме. Нема зашто, гледате, секој од овие елаборати не е моја проценка. Јас сигурно ги мрзам, не знам, ВМРО, го мрзам Александар. Да ве прашам, еве, ќе направиме една мала дигресија. Пред малку ве молам, господин Грчев, велите, ВМРО-скиот ген во една ваша изјава пишувана. Мора да се искорне од телото на македонската држава, морало да има дезинсекција, дезинфекција и деконтаминација од смртоносниот ген на ВМРО. Да помне што од партијата го оценија како говор на омраза. Што е... Не, гледайте, пред таа реченица стои елаборацијата на тој ген. Делови од ова што денес го дискутираме тука е таму само напишано по систематски. А тоа се работи за... Има ли омраза? Прашувам, како што ве обвинија? Таман работа. Секако дека има. Таман работа. Таман работа. А вие не знаете како ве доживуваат луѓето надвор од студиото. Пазите, како ме доживуваат... Како голем македономрзец. Јас сум Да, треба да знаете. Треба некој да ви каже. Мислам, знаете што? Тоа е голема шега. Оние што и направија најголема штета на македонската нација. Ама никој никого не брани. А вие мислите дека вие не правите штета на македонската нација? На македонското ткиво? Скопје 2014 е манифестација не само на фашизам и на регресивни идеологии. Свртете се на срам. Свртете се и погледате го Хасан Приштина. Перење на пари. Хасан Приштина. Него кога ќе го пипнете, ќе ми кажете дека стварно кичот и
перењето пари, не знам што, и почитувањето на законите. Не вадите други негативни тези Како да кои не не се вадам? мои. А зошто да не вадам? Не се мои. Ама вие сакате специализирано да разговараме кај што сте во сигурна зона, така? Пазите, Немојте да бидете конформист. Јас сум во сигурна Немојте да зона бидете овде. конформист. За Затоа Хасан што Приштина споменикот. требаше да го свртите јас- багерот од другата јас страна во само. моментот не И знам- имаше и дофат Не багерот, знам мислам. ништо. Значи тоа Еве може го, да бидат карши од другата страна. арбитрарни овде наши препуцавања. Не. За ова што Не, го не. зборувам, Диво градба е. имам сите аргументи. Диво градба е. Сите докази. А двоглавите орли во Чаер? Не се бавам, ја не сум полицаец на се што се случува во Република. Професоре, Во моментот ама примените еднаков аршин, вие сте човек од науката. Пазите. Примените го тој аршин и за диво градбите џамиите. гледајте. Зошто не кажете? Напишете една колумна, кажете во Македонија има 680 џамии и диво градби. Па да видиме кој давал пари, дали дошле од Саудиска Арабија парите. Напишете вие и вашите другарчиња што ме мрзат и другарчињата од ВМРО, напишете список Цел народ, што да напишат. цел народ го антагонизирате. И треба да знаете. Списокот од народот што го антагонизирам. Гледајте. Не се врегајте, вие тоа намерно го правите. Таму Тоа е работа, тоа е таму ваш работа принцип. се Вие врега. сакате да примените Јас- жесток пристап Јас се и вие обидувам сакате вас да народот така спасам да... малце од угледот Од што? на македонскиот народ, кој што Па, свртете ВМРО се. Скопје 2014 го фрли најдоле. Ние станавме со овој... само ваше мислење. Ова е Шизниленд. Јас сум го споделил моето мислење со 100-200 мои високо образовани професионалци од светот. Дали е тоа Сите биле... тоа споделување што го направивте за југословенската на сајт што вие дека Тоа не ви постои значи нешто Македонија? дека сум ја споделил на професионално ниво оваа идеја? Вие знаете Јас нешто, сакав друго нешто да знаете прашам. нешто за Знаете што? вреднувањето на Знаете архитектурата што? и уметноста? Јас ви кажав, ја не сум архитект, но Па, ме интересира. па во кое својство А во кое тогаш? својство вие етикетирате тогаш дека некој е фашист? Вие сте идеолог? Сум. Идеолог во смисла на теоретичар на идеологија? Не. Применувате идеологија? Како Применувам. кој ви дозволува, како си дозволувате сами на себе мене да ме етикетирате како фашист? Јас мислам дека 2014 тие што се елементите по јавноста, Не, гледайте, тоа што вие мислите, тоа што вие мислите... не сакате да ми дозволите да кажам, Не, така? ама кажавте теза која што ми ја ставивте уста, дека ја вас сум ме нарекол фашиста. Па цело Не. време фашизмот го фрлате. Не. Вака се расфрлате Не, со гледайте, фашизам. Вие можете Вие да плашите некого Вие со тој можете збор. да се идентифицирате со фашизмот и фашистот. Не, јас се идентифицирам Меѓутоа, со великаните на македонската ја не знам историја, со кого кои што се- се со кого со се- Гоце Делчев се идентифицирам. Океј. И тоа е на плоштад. Океј, тоа е у реду. И со Даме Груев се И идентифицирам. ја имам висока идентификација. И со исто тие така двајца. и со гемиџиите. Ке ги тргнете ли нив? Гледајте сега. Не, кажете ми, еве, пошто сакате само за 2014, некете за Хасан Приштина, некете за двоглавите Не орли. сум ги обработувал групата. Ке ги уште не тргнете ли нив? давате. Кажете да ве слушнат сите. Ние се бавиме со Со што? криминалот на минатата власт, производ на криминалот, доказот и предмет на криминалот се спомениците, зградите и другите зафати од Скопје 2014. Тоа не е докажано. Тоа, Тоа не е докажано. пазите, за вас... Вие сега настапувате за вас- од позиција на за партиски вас, арбитар кои кој што сте- идеолошки земал сила да манифестира врз цел еден народ. Вие, Докажано ли? Вие докажувате вашето поистоветување ВМРО-ско Со што? со народот македонски и со државата. Тоа е А фашистичка зашто не идеја. направите едно Крв и истражување земја. да видите како размислуваат Конечно, луѓето? не морам да бидам дипломиран идеолог, Така. агроном и Добро. производител на идеолошко Сега јас значи земјоделство. идеолошки настапувам како фашист, Не, така? вие докажувате Па знаете со што? вашите тези Па и фашист да бидам, дека- ако сум врзан за Гоце Делчев и Даме Груев и гемиџиите, но речете ми и фашист. со Хитлер и Даме Не и Хитлер. Гоце. Не, Хитлер Како ви беше- го ставаме на вас. како Вие беше сте поздрав? поблиски до Хитлер. Пазите. Вашата вие манифестација, се идентификувате. начинот на кој што работите, Вашата начинот на партиска кој што идентификација- терористички симнувате споменици во 3 сат ноќе. Не, тие терористички беа поставени. Не, Во 3 сат симнати ноќе. беа. Во 3 сат Симнати беа. Не беа поставени. Симнати беа, еве снимката позади Пазите, нас. тоа беше државен тероризам. Тоа го правеше Ова што авторитарна се, ова држава. дигањето на ќосето, Авторитарна држава која што не а подигање. сега е демократска држава. Украдени се пари. Кој што не сме да погледне преку Хасан Приштина. Украдени се пари 100 метри. милиарда евра.
за Ама лудост, докажете го. за лудост која што е најголема. Ама не ли штета. се согласив со вас? На- Прво не се украдени, има тука колку сакате ќе разглабаме. Украдени се. Не е точно. Не е точно, не се украдени. Вие толку. не знаете, Сакат- јас имам документи. Ама како не знам, јас само вие ли знаете во држава? Нормално дека само јас знам. Ето, тоа покажува една добра вака семоќна позиција, но не ви држи Покажува аргумент. Моја Што супериорна интелигенција, Не, скромност. дека све знаете. Господин Грчев, ајде сега. Знаете што? не го сваќате Во хуморот. не, ворете. Ворете. Ја го Ајде малку- прифаќам вашиот пристап. Но вие дозволете да имам различно мислење. Океј, јас само Од тие 1 милиарда или колку ги викате Гледайте, дека се потрошени. вие можете до крај да направени ли се кажувате. објекти за државата? Вие знаете ли, МНР направено ли е? знаете ли, Направено ли е државен архив? знаете ли колку германци после Нирнбергскиот процес признале дека е докажано Тоа е замена на криминалот? тези. Колку Тоа е замена на германци тези. признале дека е докажан криминалот на нацистичката Ама знаете што, партија? замена Не, дали на ја тези... знаете Ама бројката? знаете што, вие правите Дали ја замена, не знаете ви ја прифаќам бројката? тезата. А. Замена на тези правите, ја не сум Не е германец. замена. Значи, И не може цело да време на обвинувате оној- некој дека е фашист. На оној што не го признава злосторот. Оној што го Кој е сторил... злостор? Па докажете го. Па докажан е... Каде е докажан? Кој е осуден? Кој е обвинет? Прво да ви кажам една работа. Вие сте си напишале елаборат и буткате споменици. Отворете дебата, кажете му на народот, ќе го бутаме вечер споменикот затоа што е криминален, украдени се 300.000 евра во железо. Вие знаете кога е докажан Холокаустот? А значи прво треба све да срушиме. Така ли? Не, треба да ги оставиме крематориумите да чадат. И внатре да ставаме луѓе за да може да има Да се- време за добра постапка, нели? Доказни материјал. Правите замена на тези, не ви држат според вас требаше да продолжат да работат спомениците? Не, Тие се поставени. концентрацијните логори. Не, немојте. Па сакам Ама да ви немојте кажам. сега. Гледайте. Значи кога замена на тези правите кога цело гледате време. во закон дека само собрание може да подига споменик и гледате дека го подига некој перо или некој Значи правите лазе, генерализација и карикирање и замена на тези цело време. Знаете дека е тоа криминално Вешто манипулирате. Дека е нормално дека вешто Манипулирате. зборувам и Не, докажувам. нешто манипулирате, ништо не докажавте. Правите замена на тези. Генерализирате со сумата. Сумата не е, Слушајте. викате ќе биде вака, ќе биде онака. Вие сте Ама идентифицирате со дозволете. криминалот. Јас- Што можам ја вас да ви докажам? Не, ја друго ви кажав на вас. Само не ви се слуша. Што можам да ви Ако кажам? утврдите дека некој нешто украл, да го затворите. Ама ако ќе докажете дека е виновен. Во законска постапка што Да. ќе трае Колку сака нека трае. 16 Па што Добро, не никој почнува? не е виновен доека Чекајте нема малку. судска пресуда. Тоа Сега. е презумпција за невиност Презумпција ништо. на Зашто? невиност. Зашто биле фашисти од оваа страна? гледајте. Тоа е тоа карикирање што го збора нас. окупација на една земја е толку очигледен окупација? акт. Оружје. Со Гоце Делчев. Од фашисти. Не, изи. Ама вие сега, Сега, па од вие. Холокаустот до окупацијата. Дајте, не ли сакавте да збориме за 2014 До само? македонскиот народ. Да. Значи ви велам, кога имате толку јасни насилства од страна на организирана држава која што има Какви насилства? која што има монопол на насилство, како што е Какви тоа насилства? окупација или друг вид на освојување на терен, дали ви треба судски процес со внимателна презумпција на Сега невиност? разбрав. Значи вие сакате со партиски суд да пресудите? Не. Судот на јавноста што тогаш па вие не ја пратите јавност. изостана Не е точно. затоа што јавноста 90% од македонците јавноста ги беше сакаат заплашена. спомениците. Ајде сега направете истражување. По уште повеќе сега ќе го почитуваат. Не беше јавноста заплашена, имаше Лазар, ќе ми протести во кажете. Скопје, господин Повторно Затоа Грчев. што човекот погинал за државата. Направени се истражувања, многу прецизни анкети. Зашто? За тоа германците 45-та веднаш после окупацијата, па потоа 46-та. Ама не ви ги и 7-та. прифаќам германците и Да. нацистите. Не. Ако ви е тоа ваша Не, за идеологија, германскиот народ зборете се, зборувам. ама нема каков германски народ. Ние сме во Македонија. Знаете каква има реакција? Што? Светот е против нас, Аха. ние сме жртви, тие не кодошат, ние никогаш не можеме да се исправиме, нашите символи ги рушат, нашите споменици ги рушат, нашето знаме го палат, ние сме жртва. Кој е нашиот херој? Хитлер.
Исто сега вие ми зборувате, поистоветување ваше сега, Со што? само виктимизација, Не, демек тоа... ние жртви. Ние сега, јас што земав сега, последен криминал, зад кој што стоеше држава, полиција, војска, тајна полиција со прислушкување, со тие средства тие го направија криминалот. Украдоа милиарди, Ама не ли земавте сега ни го ваши уништија просторот, сега јас одам и собирам документи, пишувам елаборат со моите колеги, се разбира, и давам препораки врз основа на собрани аргументи Против овие нацистиве укажување. македонци. Давам препораки и наеднаш Фашистите јас сум тој македонци. што го пропагира, односно го врши тероризмот, наеднаш јас сум тој не е тоа што го тероризм. иритира народот македонски, Не е само сега. со кој што вие Одамна го иритирате вие народот намерно. Вие го вреѓавте народот, овчички ги нарекувавте, простаци. Не. Значи имате во колумните еден ред. Не бирате зборови. Што искача надворот од исклучително внимателно ги бирам зборовите. Не сте ме читали. за навреда. Ве читам. Ве читам. Не, внимателно. Гледам, Внимателно не сте ве читам. запамтиле. И ве читаат и другите. И врз основа на тоа што го читаат, носат заклучоци. Народот Зошто го никогаш, антагонизирате никогаш. народот? Не, гледайте. Што сакате да избие Може судир? да се антагонизираат само оние Фашистите македонци? што го вршеа злосторот и сега што Па се ви кажав, идентификуваат со него. уште еднаш ќе ви кажам. 100 пат во емисијата и пак ќе повторам ако не сакате да го слушнете. Вие ако како некој представник на народот. Не, јас како Филип Петровски и може да бидам и народен трибун за разлика од вас. За разлика од вас, да. Добро, вие сте партиски трибун, Вие не. ама на онаа најжестоката, најкрајната левица која што се судира со нацистиве. Ако јас За тоа добро зборите разбирам, цело време. ќе продолжите, ако Дозволете. добро разбирам. Значи, јас ви кажувам дека вие видливо е дека намерно го антагонизирате народот. Што ви е целта? Не, гледайте. Да избијат судири? Погрешна ви е тезата. Се што сум напишал е во слава на она што е најважно во народот македонски, во секој народ. А тоа е самопочита, достоинството, самосвеста. Дека сме измислена нација? Не ви ставајте зборови. Па тоа од камени мост вашата изјава. Гледайте. Или онаа изјава на YouTube за... И тоа сте го сгрешиле. Многу слабо си ги повторувате лекциите и слушате професор. сега Бидете повнимателни. професорот проработа, сега сакате од повисок Сега- авторитет сега да ме гледайте. збуните. Сега Јас- сакате да бидете авторитет со студент. Јас сум доктор на науки. Јас се борам за Зашто? одржување и На ако што? е возможно Вие негирате во изјавите македонскиот народ го негирате отворено. Идентификација, Со што? само спознавање. Со што? Не ми упаѓате после секој збор. Вие цело време упаѓате. Не. Да, Ај пак. да. Ај пак да почнем. А можам да престанам? Значи, Да гледайте. упаѓам, кој вие ќе престанете? Добро. Значи, моите внимателно збирани зборови се само за да ја повратам гордоста македонска, која што е уништена со оваа криминална, долна, кичарска, некадарна, бездарничка активност на градење и упропастување на центарот на градот. Ние сме сега со сменет идентитет. Гледайте, овде се зборуваат приказни за тоа дека за идентитетот не се преговара, дека нашиот идентитет е тоа сме ние, дека нација без идентитет, бла, бла, бла. Меѓутоа, ние собствениот идентитет го претворивме, надвор не гледаат, ко нација на кретени, од која го изградивме овој Шизниленд или некој зол Диснеленд со ова антиквизација, барокизација, неокласизација, што све не во проектот 2014. Тоа што е самиот плюс и фабрика за перење на пари, криминално дело и така натаму, што се злоупотребени куп работи на страна. Меѓутоа, за мене најважно е нашата самопочит и нашето достоинство. Јас се обидувам да го вратам со моите внимателно бирани зборови. Внимателно бирани навреди. Вие очигледно не знаете како ве доживуваат надвор од студиото. Ако пак, зашто би знаел? Па треба да знаете. Вие сте дел од тој народ.
Пазите се. Тој народ го иритирате со секој ваш збор, со секоја ваша колумна, подолго време намерно. Да бевте Но добро. добронамерен, ќе ми кажевте порано, пошто гледам дека Па не се сретнавме. во вас живее целиот народ. Не, во мене само се рефлектираат муабетите што ги слушам на улица. Ја не се бавам со улични муабети. Не, ете, пак го навредувате народот што сета по улица. Вие летате со хеликоптер само. Не се бавам Јас ќе ви кажам уште оговарање еднаш. и улични муабети. Не, па луѓето зборуваат на улица, кај да зборуваат? Да. Во затворени клубови? Како што ги имавте од 90-те години, кога договаравте да се приватизира се. Значи, гледайте, манифестирате елитизам. Крајна левица, која што го смета народот за стока. Убаво е ова све што го кажавте. Тоа се ваши зборови. Да ги Убаво е што го бираме, кажавте многу ова. сепак ова емисија. Убаво е што е кажано ова све, затоа што народот е па на крај пак судија. Пресудува на избори, така, одржува, одзема. Прашам господин Грчев и господин Петровски. И убаво е ова све вака што се излезе, ама дебата, никако за Хасан Приштина не слушам дека ќе отргнат. Од натаму не смеат да погледнат. Не смеат да погледнат. испаѓа дека целата оваа работа на некој начин се свидува настрана тоа обвинување за криминал, пералница на пари, како што велите, повторно судар на тие идеолошки концепти. Па да. Не, гледате, она настрана, за да се рече, ова е помалце важно, ова се наоѓа само како оправдание за идеолошките разлики. Напротив, значи нема никаква идеологија во нашата методологија и во мојот пристап. Потполно сме Не зборувам во вашата методологија, зборувам во однос на ова што вие го кажувате. Не зборувам сега за работата на комисијата. работната група за Добро. справување со последиците. Тука се собираат документите, званичните документи што ги произвела владата, министерствата, општина, центар. Што е проблемот град, со архивот каде што и еве се директор собираат. беше Петровски, прокиснува, не знам дали меѓу време сте најде никакво решение. Пазите, архивот, вие бевте директор која се селеше. Не. Значи, тој злочин го немате на Рано би ми го опишале, нели? Не, ве прашав. Но сепак ќе кажам дека зградата е перфектна. Гледате, зградата Ако не сум бил директор. Зградата е перфектна за некое друго време Кога нема да врне. и за некои други луѓе, и за некоја друга клима, и за некои други потреби. Например, како во парк Мементо на човечките криминали, глупости, лудости. И што е најстрашно, некадарност. Пазите, зградата е направена со такво бездарништво и некадарност. Тоа е професионален срам во секој поглед. Со архитектонскиот јазик, со обработката, со деталите, со професионализмот, односно непрофесионализмот со кој изградена. Потоа таа зграда е пример, и тоа светски пример. Чекај да ви кажам една Вие сте креатор на онаа зграда непозната. Лумикс, Така што е. е во центарот Ама таа на е многу Скопје, убава. која што е сосема Ама различна. само таа е убава во Што центарот. мислите под креатор? Ја Одобривте. во одобривте во тоа време. Не е ни тоа точно. Пазите, таа зграда е Најубавата во Е центар, под- така? Сакам да кажам, се работи за различни најубава, архитектонски да ви кажам проекти, пар за тоа збора. ми беше збор. Значи, таа зграда е подпишана од двајцата, тоа се Минас Бакалчев и Митко Хаджипулја, професори на мојот факултет и колеги, двајцата архитекти за кои што без проблем и без никакви загради може да се каже дека се во самиот врв на најдоброто што Македонија во областа го има. Значи, ние имаме пример на една од најквалитетните Лумикс. модерни Лумикс. македонски архитектонски остварувања. За Лумикс зборите. Тоа го кажувам со авторитет на професор по урбанизам, така да Значи, сепак сте вие над мене во оваа дискусија, затоа што имате авторитет. Сепак сум, затоа што сега зборувам Убаво е, за убаво е. архитектонска... За чирот во центар. За архитектонска... Што сите го викаат чир во центар, Лумикс, за таа зграда Тоа зборувате. што сите го викаат, може да ја го викаат и со други... Ега и левија. Нели? Пазите. Затоа што вие имате авторитет. Ова е најдоброто од Македонија. Лумикс. Да. И сега Зградата гледај, предевана. За таа зграда зборувате, како сум предевана. ја, како што словеше во вашето прашање, креатор, Одоб- дали некој ја овде одобривте, знае во да. студиото? Ја одобривте зградата. Новинарката нешто ви Не сум ја подметнува. ни одобрил. Добро да е советот ми како иде. Гледайте, таа зграда некако Вас зграда. ве прозива, сега Туку ајде да како не површина. Зашто ме прозиваат? Тие во веродостојните извори на историчарот Филип Петровски, историчар бевте, да не грешам? Не. Не, политиколог, се извинувам. Така беше?
Добро знаете. Нема потреба од театар. Веројатно. Ве гледам дека театар правите. Не беше театар. Добро знаете. Не Ве сакам гледам да дека сгрешам. дека Не сакам да сгрешам. дека правите театар. Гледайте. Значи, Ако може, таму може. се мисли У недостаток на аргументи дека јас правите сум театар. направил вакво дебармало. Меѓутоа, ја никогаш не сум имал врска ни со дозволите, одобренијата за тие работи што се граделе таму, во целиот период од злоупотребата на просторот во Дебармало, ниту со плановите кои што го правеа ВМРО-вски власти и ВМРО-вски совети на градот и на меѓутоа, некој друг. улицата, Се некој друг. народот, Се кој некој што друг. се рефлектира низ спорите, а потоа низ статурата на мојот соговорник, народот знае дека е тоа моје дело, исто како што јас сум го креирал Lumix. Меѓутоа, едното и другото немаат врска со истината. И тоа се проверува со едно кревање на телефон, меѓутоа тој народ кој што го представува Филип Петровски, него го мрзи да дигне телефон, него За два различни народи ли? го боли. Не. Па сакам да речам, не се работи за Ова е- македонскиот народ, туку се работи на група, За уличарите. за група кои што Од улица. сите своји тези и своите жестоки овакви пароли за Македонија, македонството, патриотизмот ги собираат на улица со податоци, со мисли и со методологија од улица. Баш ми е драго што вака арогантно настапувате. Ајде сега да. Не ви е прв пат. Убаво е да ве видат. Убаво е да ве видат. Убаво е да ве видат. А вие и сте не ве медиумот. прекинував. Вие сте И не ве медиумот прекинував. што успеа да Знаете го што? извади, Знаете што? темното Вие како, од мене, Вие а? како Најчевска изгледа сакате перформанс да правите во опера и балет. Еве тука поигравте, гледам автате. Добро. А сега кога малку ги Не ви прескокнавме. чини манифестацијата на надмоќност. Не ви чини затоа што гледайте. ја злоупотребувате власта, ја злоупотребувате, вие представувате еден орган кој што руши споменици, а сега манифестирате сила и насилие и продолжувате да ги вреѓате луѓето кои што не мислат како вас. Одите Мене од ми е фашисти жал. до уличари. Гледайте, мене ми е жал што Мене ми е вие- многу жал што вие вака настапувате, но добро е да ве видат. Мене ми е жал Добро е да ве видат. што вие ја еманирате инфериорноста. Инфериорност према вас. Не, инфериорноста на тие што мислите дека ги представувате. Не се тоа инфериорни луѓе. Тоа се само обични македонски граѓани. Јас не И продолжувате се бавам, да ги вреѓате. Јас не се бавам со анализа на граѓаните. Јас се бавам цело Вие време имате со анализа, идеолошка концепција непрекидно, со- како со да срушите анализа све. на делата кои што се докажува. Како идеолошки да ги срушите. Не, кои што се докажан Но криминал. за Хасан Приштина никако. Докажан криминал и срам за македонскиот народ. И за двоглавите орли во 2014 чаја. не стави во сите медиуми светски. Медиумите светски по правило. Но не и двоглавите одат орли, таму така? кај што е несреќата. Не идат тие репортери, воени и други политички. Ви се допаѓа ли новата зграда на филхармонијата? Сите дојдоа, гледайте, новата зграда на филхармонијата е посебна приказна, затоа што таа Не, стилски велам од- да. не е во делот од ова насилство. Еве пак ќе се Не е тоа вратам. делот? Гледайте, тоа е дел од активноста на владата да гради во центарот на градот, да ги Но исполни добро, сите еве локации. слушнавме министерот кажа дека Меѓутоа, за неколку гледайте, месеци имале добар приход во однос на тоа што било реализирано од страна на филхармонијата во однос на претходните 2 години, веројатно има и некои придобивки, Гледайте се, велам од збор проектот. не сум кажал. Сакам да ви речам дека еве токму и на тој пример ќе се вратам на тезата што ја спомнав за фашистичката техника. Прв пат после времето на фашизмот е во некоја држава, особено во некоја социјалдемократија, либерална демократија, капиталистичка, современа, употребено таков вид на насилство да во јавните набавки, односно во конкурсите архитектонски, изричито од страна на политичката власт се инсистира дека нема да бидат дисквалификувани само оние што ќе го погодат вкусот на водачот, на фирерот, и тоа ќе биде барок,
неокласицизам, Јас не знам какви... романтизам и не знам какви глупи изми. Значи, пазите, за тоа постојат премногу документи. Секоја набавка за овие фасади, згради и скулптури ја има таа реченица која што е треба да се докажува ли тоа? Тоа е доволно да ја извадите, ја има и во сајтот на Бирото за јавни набавки. Ја има во сите овие документации каде што иделе одлуките, таа е самата доказ за тешко тоталитаристичко насилство кое што е извршено врз струката, врз јавниот простор, затоа што гледате, сите тие се префасадирање на нашата реална модерна архитектонска историја. Хитлер прво што забранил, ја укинал, односно ја забранил модерното сликарство, модерната скулптура, модерната архитектура. Сите големи до времето на Хитлер, Многу ви се зборува за Хитлер и да ви е голем интересот. Ама чекайте сега. Гледайте. Чекайте малку. Хитлер е учителот налогодавач. на Груевски. Слушайте се, не е точно. Тој е нацистичката партија. Немојте сега така. Национал-социјалистичка Па тоа е поблиску до левицата. Значи тоа е поблиску до левицата во теоријата. Национал-социјалистичка. Вашиот налогодавач Аладјозовски даде 300.000 денари на дете што пее песни за УЧК. Вие ми зборувате за фашизам? Дете што пее за УЧК, 300.000 денари му дадоа да си прави спот. Го има, отворете го YouTube, малку разгледајте и надвор од она што сте го зацртале. Тоа е истиот човек што вас ве ангажира. Не го уфрлајте. Како да не го уфрлам? Македонско-албанскиот проблем, особено од вашата извитоперена оптика во извитоперена оптика. Да пееме за УЧК во сред Македонија. Многу потрошивте зборови, за тоа ја не кажав ни збор. Ама вие цело време за Хитлер зборувате. Имено. Скопје 2014. А Шпер не го спомнавте ниту еднаш. Скопје 2014 е македонскиот фашизам. Господин Грчев, знаете ваша теза не ви држи. Не ви држи, ви кажав. Значи Гоце Делчев и добро е уште 100 пати да повторите. Изборот на Да, тоа било фасада. Изборот што да ставиме во Скопје? Е маска за пораката. Зашто маска? Која порака? Дека имаме македонски херои, дека е ВМРО македонската држава, дека е тоа ефективна практично во историјата идеологија, поврзаност помеѓу крвта и земјата, народот, партијата и државата. Идентификацијата на народот доаѓа природно. И ако сакате 90-та година, ВМРО победи како движење, не како партија, затоа што народот тоа го чекаше, затоа што народот со тоа е поврзан и затоа што народот од 45-та до 90-та година беше потиснуван. На Голи оток се сеќавате? И 41 победи ВМРО. Не ли со бугарите ли? Кога? Па со фашистичките бугарски армии. Затоа ВМРО ги формираше. Ајде вие кога толку сте за оваа тема, господин Грчев, ајде малку појаснување. Македонската држава, нација, јазик и култура се измислени, односно настанале со настанувањето на Југословенската федерација. Не. Така ли е тоа? Не. Така беше вашата изјава, што ја цитира, речи се сите медиуми од таму ја. Ова точно е на југословенски сајт на архитект. Злоупотреба, пошто не е цитат. Не е цитат. Јас се потсетувам на она што е веќе напишано во медиумите, не е моје мисла, дали е погрешно пренесено, ве прашувам. Погрешно пренесено. Јас кажав нешто многу слично, меѓутоа по пораката, затоа што тоа беше извадено во една од многуте црни кампањи на ВМРО, да јас бев Кока-кола, ке бев продаван дупло повеќе само со црната кампања на ВМРО. Таква слава темна ми дигнаа. Гледайте, јас кажав во таа не, жал ми беше што немам производ за да таа кампања вроди во некој бизнес ефект. Јас во таа кампања кажав дека затоа што тоа беше темата, нели? Југославија беше темата, тоа беше изјава за музеот на Југославија и јас кажав дека во рамките на југословенскиот државен проект 43-та, а потоа дефиниран 44-та за нас, е создадена македонската држава во која што се еманципира, тоа е мојот цитат, прецизно, можете да го видите. Да не видиме пак на таа мрзелина. Гледано е. Него виси таму. Гледано е, на YouTube го има. Е создадена државата во која што се еманципирани нацијата, јазикот, идентитетот.
Култура. Од претходно постоеле, тоа сакате... Значи, Па знаете што е Комунистичката еманципација? партија на Југославија Знаете што е дозволила еманципација? еманципација затоа што претходно немало еманација и немало потреба никаква и не се бореле македонците за своја држава. Еманација може да постои. Така ли? Еманципација е што, знаете ли? Јас знам, а вие знаете ли? Знам. Тоа е ослободување. Од што? Они не ослободиле, а ние самите не. Од фашистичкото ВМРО заедно со бугарската армија. Ова е буквално срамота што го зборувате. Што? Дека ВМРО не беше во контрачетите и се бореше против македонските партизани на страната на бугарскиот. А и него дигна или денското востание. Не бре, што се И не се бореа во Прва светска војна. И не се бореа против режимот на кралска Југославија. И не поднесуваа жртви. Дали беа со фашистичките бугарски окупатори? Тоа се фракции разни. Немојте да генерализирате затоа што ги лажете луѓето. Но луѓето добро знаат. Меѓутоа немате ни еден поединец кој се борел со партизаните. Не е точно. Апсолутно не е точно. Да. До 44 година партизаните меѓу себе се нарекуваат комити. После по идеолошка интервенција се менува во партизани. Во меѓувреме ќе научиме дека не биле комунисти, него дека биле ВМРО-вци. Точно е, има борба со комунистичката партија на Југославија која што ги праќа Темпо и другите да ги ликвидираат тие што се за Македонија и најголемиот дел на луѓето да ги однесат на Срем кои што сакале да идат на Солун. Тоа не го знаете. Зарем не го знаете тоа? Знам тоа. Ликвидациите на Кале ги знаете од по политички нарачки. Во Велес, во Куманово. Кого ликвидира? Бугарски соработници или луѓе што сакаат да ја обединат Македонија? Не знаете. Тоа е другиот дух ли? Не знаете повеќе. Само вие знаете. Не. Само вие знаете. Не. Не знам само. Ја ќе молчам, само вие кажувајте. Меѓутоа дека се бореа 4 години заедно со фашистичкиот окупатор, ВМРО-вците и формираа контрачети, тие нив ги става на хитлеровската страна во Втората светска војна. И тоа е абсолвирана работа. Вие можете да... Ве молам, сега ајде со историјата да прекинеме, господин Грчев, да се вратиме на Скопје 2014, ве молам. Бидејќи рековте дека... Ме спомнавте вие со нацијата. Да, мислам дека го докажавте. Ајде ве молам, затоа што уште малку ќе немаме. А кажав нешто многу по-друго и точно како што ви реков. Значи, мојата изјава беше дека... Извадена од контекст, како... Не од контекст, погрешно цитирана, еве овде, нацијата... Пренесена беше така во сите медиуми. Приказната за нацијата, за тоа сум пишувал. Сите нации се плод на човечката имагинација. Измислен. Сите. Значи, буквално сите. Нацијата е прашање на еден договор, политички конструкт, како и се друго. Сите институции, државите се измислени, нациите, верите, се е измислено. Природен е генот. И тоа што се случува во биологијата или во физика, хемија. А вие не го сакате во моровскиот ген? Еве да се... Никако тоа. Сакам. Не. Фашисти да се вратиме на Скопје 2014. Треба се искорени. Нема да успеете. Само ќе стане појак. Мислам дека треба да постои едно обединување во државата. Би требало да поработите на смислата малку идеолошки за хумор и да... на... Не, па јас се шегувам исто така. Само што ја не се смеам како вас. Инаку се шегувам. Окей. Господин Грчев, еве велите Скопје 2014 е криминален проект. Тежок. Во ред, така вие... Не докажам. Прашањето ако може сега и треба од легалистичка гледна точка да докажат нешто. Ако според вас тоа го уништи изгледот на Скопје... А што правиме ако се договориле ништо да не докажуваат, само нешто да срушат као фарс? Не се. Прашањето, добро, ќе ви година дена се на власт. Освен што е првенец кој што ја прибира негативната енергија, со рушење споменици и правење драма меѓу луѓето, зошто не се презема нешто конкретно ако е тоа така? Да не е ова една фасада за нешто друго? Гледате, овде приказната... Може ли вас да ве злоупотребуваат во оваа игранка? Ги поставивте прашањата. Значи, овде е прашањето абсурдно. Вие имате оружена плячка во банка, излегуваат бандитите со парите, во ред. Трга полицијата да ги брка и се поставува во... прашањето. Прво прашање е, гледате скупи возила, полиција, полициско време, ке даваме сега пари, работата биде шо биде, они своето дело, своето ремек дело го изведоа и сега ке ги бркаме, ке трошиме нови пари. Во ред. Тие пари се потрошени, луѓето се убиени, просторот е уништен, треба одговорните да ги судиме,
просторот колку што е можно повеќе да го вратиме во првобитна состојба, односно да го исчистиме од културни фекалии. Добро, ве прашувам, бидејќи вие оспорувате Од цело време доказите дека на и криминалот. градот добил некој лик кој што иритирало, други наштетили на меѓународен план, што треба според вас да се гради на овој простор? Што би Гледайте граделе се. вие? Гледайте, јас случајно предавам За да биде урбанистичко европски планирање, град, еве како што архитектура велите. градска и урбан дизајн. Ме прашал мене или некој како мене што треба да се гради пред да почне да го градат. Вие сте архитект, затоа ве прашувам. Ама затоа ли вие вака се буните дека не ве професор. прашале? Не, сакам да речам Дека не ве прашале, затоа е вака без... сега одиме, нели, Да ви понудеа да учествувате во проектот, ретроактивно, немаше таман да работа со таа фашисоидна приказна дека тоа мора да биде по замислата Ајде да се- на Фирерот. Што би се Сега градило гледайте, на овој простор? Да, за да на наликува плоштад, Скопје на како што- плоштад, да. прво можат да градат само не е на плоштад, околу плоштад. Во центар на град може да градат само најдобрите. Оние што државата со меѓународни конкурси, со државни конкурси, со долга припрема, со голема отчетност, транспарентност, ќе ги Ајде да не пронајде бидеме како разбрана најде. погрешно. Хипотетички Еве ме сега прашувам. гледајте. Ако не беше Скопје 2014, што вие, доколку можете да одлучите, би граделе на овој простор? Ова сега да ви кажам. На плоштад, За да ја биде на Скопје плоштад европски не град. се гради ништо. Само идиоти градат на плоштад. Не зборам само за плоштадот Само како плоштад, воопшто во центарот на градот. ве Тотални, прашувам. не пазите, овде е градено на плоштад. Да речеме, зградата во која што директоруваше мојот соговорник е ставена на кеј и на плоштад. Кај што ниеден апсолутиста, ниеден цар или диктатор не си дозволил да тресне зграда 2 метра од нормалниот кеј и фронт на згради, да го препречи не само погледот или некакви амбиентални работи, него протокот на луѓе. Тоа доле е сообраќајница, таа е сега пешачка, била. Зборувате Сега за е улица ништо. Македонија? За архивот, Уставниот суд, што све не е внатре. Прво е ставена зградата, таа ужасна антиградска, антизаконска, неурбанистичка, неархитектонска. Архитектот Мирослав Грчев што би Гледайте. проектирал во централното градско Таа е подрачје? најубавата Не, зграда. не сме да се... Таа е најубавата Не зграда сме. таму. На, И најубавата насред- зграда од насред целиот улица. проект е тоа. Гледајте, насред улица. Насред улица. На која улица? Насред плоштад. Тоа замислената ли улица? Не, тоа е... Таму тоа- немаше улица? Тоа беше улица и плоштад. Ама замислено. Не, тоа беше кеј. Не, тоа затоа што не знаете. Кеј ама- е улица. Само што... Ама тоа така Тај на вас вичини. На вас вичини Запишете така. прва година архитектура, Нема потреба, за да можете... јас сум докторирал политика. Да. И се гледа дека вие сакате политика да докторирате. Не, Може гледайте. треба да учите, Не бидејќи зборите за идеолошки. тоа што е зграда и што е кеј, пошто ги мешате. Знаете што беше тоа таму за фекалии за луѓе што шетаа од автобуска станица? Не, сега се фекали. Не е точно. Само... Сега е направено како што Гледайте. треба, да личи, да има лик. Тоа е она свест, Фашистичкото, така? состојбата на свест, која што... Кој што ако се разликува од вашата, со политичка мисла, ако се разликува од вашата, тогаш е фашизам. и со политичко насилство влезе во архитектурата, во урбанизмот Збориме за Скопје во и го 60-тите. открадна јавниот простор. Кога, Значи, кога Значи, градевте според вас со не треба бетон, ништо да се гради во центарот на Скопје, ако ве не на разбирам. центарот, Во централното кеот, градско подрачје. на кеј, Не, сега не ми е прашањето за кеј. Воопшто за тоа е најважно, овој простор. гледате. Па не е на Овие кеј. Воопшто репрезентативните не е на згради кеј. и споменици Позади кејот. се сите ставени во јавен простор во моментот пешачки, кој што некојаш бил и автомобилски, а се нарекува сообраќајница. Земјиште за општа употреба, на кое што не сме да се гради. Значи, тие се персе што велат. Зборите за Тифани, нели таму требаше да има Не, Збори да не Тифани споменуваме се сега испречи во градешно. тука објекти. Па ја испречивте за да не може да Добре, продолжи значи, Тоа е проектот. вашето Господин првогаланско знаење од Ама урбанизам не и ви се слуша. архитектура. Тоа не ви се слуша. Не добив Не го одговор, ако слушам. јас... Не се слуша тоа. Го слушнав, затоа е Затоа што нели првогаланско. таму имаше некои злоупотреби во Не, ваше немаше. време, во времето на СДСМ, Господин па Грчев, ги јас, апсе од управа за чинам јавни не добив приходи. одговор на моето прашање, И после што затоа сега архитектот заобиколуваат. Мирослав Тогаш требало и тогаш да се бунат Грчев за ќе изгради во центарот на сообраќајниците. Скопје. Не зборувам сега, јас со наместото моите- да беше да не постоеше Скопје гледате. 2014, што би вие проектирале? Па во Ништо. непосредно пред Бидејќи сте нели, професор на архитектурски деценија факултет, и во таа нешто смисла. пред тоа, јас учествував во креирањето и во обработувањето и изработувањето на
планот, деталниот урбанистички план за Мал Ринг. Со моите колеги од факултет и од Заводот за ЗУАС, за архитектура и урбанизам на град Скопје. Тој план беше работен од 1991 до 1997 и беше донесен како план. Во него се ставени сите професионални наши и мои предлози, предпоставки на ниво на урбанистички план, кој што е донесен и станал просторен закон. Тој план е силован овие 10 Што се години. предвидуваше? Истото, скоро се исто. Она освен овие злоупотреби на простор. Скоро се исто. Јас сум го видел планот. Не, ама Ќе ги прават се вие и не овие знаете градби, да не знам читате сега. план. Ама добро, сега Тоа само вие вие знаете. Као да читате Ама извинете. стручни текстови Ама добро, на така. кинески кои што не Така. го знаете Ама извинете, и го држите само обратно вие вака знаете. и причате. Ама во државен архив е вашиот план. Па може би Скоро вашиот исти е. план бил Од кај Сте знаете? искористен споменици како... сте предвидели знаете се, да па го ги читате? гледавме, имате легенда оставено. Ама- Значи имате легенда оставено. Ама не го знаете значењето на А зборови. добро ете, само вие знаете. Значење на Не, зборови и само вие разбирате. Струката го знае. Знаете што? Ајде, Убаво сега, е што вака бидејќи имам настапувате, уште- ви кажав, треба да ве гледаат луѓето. Ама да не Вашата бевте вие, арогансија ги одбива да не луѓето. бевте вие луѓето немаше да знаете како Ајде, се Ајде, мора. па да- некој господин мора Грчев, да ви ве молам извади на уште површина. кратко време ме Петровски. Значи На крај ќе се Многу сум разбирате благодарен. и претпоставам овие размени за фашисти можеби ќе си ги повлечете. Во ред. Не верувам. Не. Не верувам, он е за фашистите ептен заинтересиран. Тоа му изгледа веројатно пасија и хоби. Во ред, јас би ни сакала да пасија, ја ни прашам хоби. господин Грчев како Не координатор среќа. на комисијата која што работи при Министерството за култура околу спомениците се споменува шмизлата, наблюдувачот и не знам кој ќе има ли дислокација и преместување на овие споменици. Тоа е предмет на овој последниот елаборат што го предадовме. Во текот на изработката јас бев изненаден дека и на еден таков, како да речам, бениген и неидеолошки, значи ќе рече човек чист напор да се развие нешто малце пластична уметност, да се анимира градскиот амбиент. И во тој проект, тоа беше конкурс на Министерството за култура 2008 година за 30 и кусур скулптури, така е и изведен. Ќе ги тргнете сите? И сега гледайте, кога земавме да ги гледаме процедурите и документите, повторно најдуваме на истата непотребна. Значи, тие правеа криминал и таму каде што не мора. Парите се крадени од ставки заштита на култура, на уметност, на културата и бидејќи имаме малку културното време, наследство. уште неколку работи Потоа- чисто за- Потоа гледате, сега точно ви одговарам на Имам тоа. уште неколку прашања за неколку... Значи, скулптурите се идени преку процедура за урбана оправа. Да, За тоа го столчиња. прочитавме да Не знам срамота. Заради тоа ќе бидат тргнати, Сега гледате, тоа е, ви кажувам, една злоупотреба и крадење на Ќе бидат пари. ли тргнати, Втората да е друга. Нашата препорака е да тие, согласно со законот, бидат третирани уметнички ревалоризирани од страна на надлежна институција, како што е Музеот на современа уметност, а општината Центар, која фалсификувала постапка, треба да ги поништи Ајде, решение. сега имам уште малку Што се време, нашите ве прашувам препораки? за Пурта Македонија Дали ќе ги- и за дали ќе ги музеот на тргнат? познат како Тоа музеј може на да ви ВМРО. одговорат државните институции кои што се И за тоа војнот надлежни. на Конји Филип, овие вака поголеми споменици, бидејќи настана во медиумите денови многу се пишуваше околу тоа. Докаде, Како ќе дали им пресудат? И кога? Дали ќе бидат дислоцирани овие споменици, бидејќи тоа цело време се пишува. Зборуваме за војнот на Конји, за Филип, за Пурта Македонија и беше споменат во тој контекст и музеот на ВМРО, како што се нарекува. Не. Дали тоа Тоа е спаѓа? грешка. Тоа е грешка. Бидејќи го Музеот- пишуваше во медиумите. Не. Тоа е грешка затоа што не сме го ставиле воопшто на маса. Немам. Значи тоа не е точно. Не е дојден на ред. Јас, гледате, јас можам за музеот да зборувам од моја лична точка на гледиште, што Не, ве јас прашувам знам. како И така координатор натаму. на работната група, Да, да. овде не. Нема ништо. Меѓутоа, овие претходните три што ги спомнавте, се обработени во лаборати и тамо во мерките, затоа што уште еднаш ќе повторам во врска со методологијата. Во мерките што ги предлагаме на владата на Република Македонија, се ставени важечките закони и нивните консеквенции, казнени одредби и така натаму, кои што се прекршени по различен основ, дали по постапка или по нешто И што друго. предвидувате? И тие предвидуваат законите. Не ние, законите што се на сила за таков
криминал за бесправна града предвидуваат дислоцирање и доведување на местото во претходна состојба. Значи ќе ги тргнете. Мислам, препораката ваша е да се тргнете, а препораката е да се врати правната држава и органите на државата да ги почитуваат законите што се на сила. Тоа е препораката. Добра е таа препорака и таа препорака треба да почне да важи и за дивоградбите од другата страна на Вардар и за сите. За сите. Но не е така. Ви одбивате да зборувате во оваа емисија за Хасан Приштина 10 пати го спомнав. Не можам да зборувам за нешто што не сум работел. Дозволете сега да кажам мој став. Да, не е во Значи препораката е добра да се даде за сите, да видиме дали ќе има некој храброст тоа да го направи. Во спротивно, јас ќе оповикам секој оној што се сложува со мене да ги заштити спомениците на начин на кој што се заштитуваат од другата страна на Вардар и мислам дека тоа како политички став имам право да го кажам, затоа што гледајте, се прави селективен пристап, се прави идеолошко силување од страна на власта и на тој начин буквално се понижува еден дел од населението буквално затоа што не се сложува со власта. Нема никаква друга позадина, се разбира, кажав и повторно ќе повторам. Ако има криминал, треба да го утврдат и треба да го решаваат на начин предвиден со закон. Во спротивно, селективната примена на законот доведува до зголемување на фрустрации, нервоза и може да доведе до инциденти. Тоа нема да се случи пошто она што ние го работиме, кој ќе дојде ред на скулптурите што ги спомнувате или спомениците, тие ќе бидат третирани исто како и другите и за нив ќе бидат истите мерки предложени. Да речеме, за некој можам да ветувате за групата дека ќе го разгледате Хасан Приштина и двоглавите орли, па и тоа се нели споменици некако. Чекайте, не. Вие велите кога ќе дојдат на ред. Скопје 2014. Тука има 3 споменици на албански кои слават луѓе од албанската историја на самиот плоштад. Точно тоа. Тие се во групата на споменици што ќе ги работиме, што ги донела со програма Општината Центар, програма за споменобележје. Значи, голема злоупотреба. Ви гарантирам од сега, јавно, дека тие споменици албански нема да имаат посебен третман, ќе бидат заедно со сите други и препораката ќе биде местото да се врати во правовитна состојба, а сите споменици да се дислоцираат до денот кога ќе поминат законска процедура во собрание, кога собранието ќе ги гради. Во ред, ви благодарам. Тоа беше господинот... Ова ќе стои записот, да видиме дали навистина така ќе биде. И се надевам дека ќе соберете сила да се одважите и за другите споменици да зборувате вака. Оти без друго. И имате околу фашизмот со балистите вака многу полесна конекција да остварите и фашистичка Италија и голема Албанија, која што овдека етнички чистеше македонци. Не сте ме читале внимателно. Благодарам уште еднаш Филип Петровски и Мирослав Грчев, гости во вечерашното издание на Самовистина. Почитувани ви благодарам. Инаку теркот ви го земавме, знаеме дека